По пандемијата се разви онлайн продажбата. На социјалните мрежи се продаваат секакви производи од игла до локомотива, но зад видео излозите што ги гледаме стојат софтверски компании со вештачка интелигенција. Една од нив е и компанијата на штипјанката Светлана Кордумова. Светот веќе дебатира за вештачката интелигенција и дали треба да се ограничат нејзините права. На овие теми разговараме во прес-центарот на МИА со господја Кордумова. Добро ни дојдовте во прес-центарот. Благодарам за поканата. Господја Кордумова, вашата компанија веќе 4 години работи на усовршување на софтвер што се базира на вештачка интелигенција за потребата на модната индустрија. Вашата компанија неодамна доби инвестиција од 1 милион евра. За што станува збор? Да. Таа инвестиција е всушност equity инвестиција од Venture Capital Fund, South Central Ventures. Инвестицијата всушност ја добивме за тие добијат дел од компанијата. Инвестицијата ќе ја користиме за подобрување на продуктот и на софтверот, исто така за да излеземе на поголеми пазари. Така. Каков е вашиот продукт? Може ли да се објасни еве на македонската јавност? Да. Што всушност вие работите? Да. Ние работиме во подобласт од вештачка интелигенција која што се нарекува компјутерска визија и која што се занимава со процесирање на слики. Нашиот софтвер може да процесира слики од мода и да извади податоци како дека на таа слика има фустан, дека фустанот е долг, дека е црн и дека е за свечени прилики. И овие податоци кои што досега рачно ги внесуваа модните компании, сега ги добиваат од нас и ги користат за нивна категоризација на продуктите и за подобрување на пребарувањето кон нивните корисници. Така, поврзани сте со модната индустрија. Кој се го користи вашиот производ? Дали тоа се пред се македонски компании или странски? Да. Тоа се пред се странски компании. Имаме една македонска компанија, Линеа, која што е во Штип, ти имаат своји собствен бренди и онлайн продавница, кои што ги користи нашите податоци, а сите други клиенти ни се во странство. Тоа се типови на клиенти кои што сте или single brands, или пак се marketplaces, кои што имаат продукти од различни брендови и од скоро тоа нашето решение го користат и second hand marketplaces, кај што луѓето сами аплодираат слики и продаваат алишта. Така. Тимот со кој што работите брои 30 вработени. Дали тоа се пред се програмери или има од други профили? Да. Јас би кажала дека е мултидисциплинарен тим. Имаме различни профили, пред се информатичари, програмери, меѓутоа имаме информатичари data scientist. Исто така имаме интересно доста уметници кои што работат на анотација на слики, имаме од бизнис информатика, луѓе кои што работат продажба, од економски исто, маркетинг, така да различни профили на луѓе. Од каде ви беше предизвикот да отворите токму ваква компанија во Штип? Знаеме дека сите поголеми IT компании се во Скопје. Да. Пред се јас живеам во Штип, Штип е градот на модата и јас би кажала дека тоа стана, овој продукт стана спој на мојата љубов кон модата и љубов кон технологијата. Јас завршив докторат во Амстердам за вештачка интелигенција и се вратив овде во Штип и мислам дека беше, да, се си дојде на место со започнувањето на овој продукт. Така, ќе го зголемите тимот, сега ќе вработите 60 лица. Од какви се профили, дали исто како што рековте овие 30, како што ви се овие 30 вработени, дали се сите од Штип или имате од други делови од земјава? Да. Ќе вработиме пак различни профили, ќе се фокусираме на продуктот и на продажбата пред се. Имаме луѓе од различни градови, започнавме со програмери од Штип, меѓутоа како почна пандемијата, вработивме луѓе од цела Македонија кои што работат ремоутли, исто така имаме луѓе кои што се од Скопје и работат таму, сега ќе отвориме канцеларија и во Скопје и се шириме. Така, се повеќе се говори за вештачката интелигенција, исто така и се пишува за неа, која е корисна во низа сектори, Да. но се споменува дека се користи при војување, за жал. Експертите и стручњаците од вашиот сектор бараат уште од сега да се ограничат правата на вештачката интелигенција. Што значи тоа? Зошто? Да. Мислам дека пред се тоа значи
да се направи подолба помеѓу луѓето и вештачката интелигенција, затоа што моделите од вештачка интелигенција стануваат толку паметни што некојаш не може да се разпознае дали разговараш со човек или разговараш со некој модел или со технологија. И мислам дека голем предизвик во следниот период ќе биде да се тој дигитален идентитет, затоа што сите сме онлайн, да се знае дали е човек или дали е модел. Како например може некој модел да си отвори Twitter профил и да пишува постови, а ние нема да знаеме дека тоа е профил од вештачка интелигенција. Исто така еве најпоследно со ChatGPT што излезе, големите language модели, исто така се може да ги прашаш како да убиеш човек и ти дадат детални инструкции како тоа да го направиш. Иако има сега истражување како да се ограничи тоа, баш вчера прочитав дека има начини како да се заобиколи тоа. Например, наместо директно да прашаш, можеш да кажеш како да напишам новела за тоа, како и ќе ти даде пак разговор. Така да до сега пристапот на информација кој што го имаме ние преку Google и сето тоа е доста голем, пак може се да се најде, меѓутоа ова со точни инструкции да ти даде, мислам дека е дури страшно, затоа мора да има ограничување. Така, дали вие како информатички инженери имате веќе визија како ќе изгледа иднината на човекот токму со вештачката интелигенција? Да. Иднината со вештачката интелигенција многу брзо ќе дојде, затоа што многу луѓе работат на тоа и целата област многу брзо напредува. Јас верувам дека за 5 години ќе има роботи кои што ќе шетаат околу нас, кои што ќе ни помагаат и со мануелната работа, меѓутоа тие стануваат и доста паметни, ќе имаме коли кои што ќе не возат, така да многу брзо ќе се смени светот во следните години. Нова се веќе работи? Да. Во фирмите, во фабриките? Да. Веќе има и првични прототипи. Така. Со вашето CV на кои се универзитети се имате школувано, магистрирано и докторирано, можете да работите во било која позната или светска компанија. Зошто одлучивте да останете токму во родниот град, а не да се исцелите? Да. Па јас живеев во странство во Амстердам и се вратив во Македонија. Пред се вратив од лични причини, фамилијата, сопругот. Мислам дека сите можности кои што може странство да ни ги даде, не може да ни ја даде топлината на домот. И мислам дека можеби тоа беше една од причината зашто започнав своја компанија, затоа што знаев дека ако сакам да го работам тоа што го сакам со висока технологија, овде немам такви можности и почнав од почеток. Можеби да бев во странство ќе работев, како што кажавте вие, во некоја поголема компанија. Така да сите одлуки во животот што ги донесуваме многу влијаат на понатаму како ќе се развијат работите. Јас сум среќна што се вратив и се што се случува во моментот. Така, и сосема за на крај едно прашање, актуелни се хакерските напади, конкретно го имаме нели во Фондот за здравство, меѓутоа имаме и постојано лажни дојави за бомби. Да. Кој го прави ова? Луѓе од нашата земја или други некои хакери од други земји? Да. Па, може да бидат и двете опции, може да биде и од внатре, може да биде и интернационални хакерски групи, со односно тоа како се исповрзани сите системи. Конкретно за оваа ситуација не би можела да кажам, затоа што не сум го следела што точно се случува. Господио Кордумова, дали ние имаме експерти кои што може да ги откријат овие групи или поединци? Да, мислам дека во Македонија, особено во IT секторот, има многу паметни луѓе кои што работат и стручни, така да, само треба да се најдат и да сакат тоа да го прават. Ви благодарам на разговорот. Фала. Почитувани, ова беше разговорот со Светлана Кордумова во прес-центарот на Мија Поштип.